Од образованието се селиме на една друга тема, тоа е поврзана со државните пари. Во приватните медиуми Сдруженијето на новинари на Македонија е против овој член кој што владата, државата сака да го истурка. Тој е членот 102 од Законот за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги. Драган Секуловски, извршен директор на Сдруженијето на новинари на Македонија. Драган, добре дојде во студио 10, тема за која што говориме многу пати досега. Има ли некакво поместување или тешко дека државата би се откажала од овој член? Да, добро, ние остануваме оптимисти. Тука не е само Сдруженијето на новинари на Македонија, туку се една поголема групација на граѓански организации во медиумската сфера. На еден начин не сме за решението јавни пари да се даваат на приватни медиуми за да има кампањи на истите кои што ќе бидат дизајнирани од страна на владата. Тука сме заедно со Советот за етика, Синдикатот новинарски, како и Македонскиот институт за медиуми. Во што е во основа проблемот? Знаете, во 2016, кога имаше предвремени парламентарни избори, една од главните работи за кои што тогашната опозиција ги ветуваше дека нема и ги повтори како што го правеше тоа ВМРО, беа јавните пари во приватните медиуми. Навистина тој мораториум или непостоење на јавни пари преку кампањи во медиуми обстојува веќе повеќе од 3,5 години, но за жал пред месец дена отприлика имаше најава и неколку пати имаше расправа како и точка на дневен ред на седниците на влада да се направи интервенција во Законот за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги во делот на членот 102 што ги забранува рекламите, да се вратат оние јавни средства за кампањи од јавен интерес, како што ги нарекува владата во овој момент. Сметаме дека ваквото решение може повторно да го појача или да го засили клиентелизмот во самите медиуми, затоа што во услови кога државата практично плаќа платено политичко рекламирање од негде од прилика 3,5 до 4 милиони евра за предизборна кампања, без разлика дали станува збор за парламентарни или локални избори, дополнително да се даваат огромни суми на средства во медиумите за откупување на нивниот простор, се наметнува одредени теми за кои што постои ризик дека не сите ќе бидат од јавен интерес, може да предизвика проблеми во медиумите на долг план, а со тоа било која влада во иднина да начека некое, би рекол, згодно законско решение во нивниот контекст и истото да го злоупотребуваат. Затоа, свесни дека е потребно да се помогне на професионалните новинари и професионалните медиуми, како Сдружение на новинари, но и нашите партнерски организации, ние сме против овој пристап, но се залагаме за независен фонд за поддршка на новинарите и на професионалните теми од јавен интерес, каде што ќе може секој медиум да аплицира и да биде поддржан за креирање на содржина што ќе биде пред се од интерес на општата јавност и на јавноста од локален карактер. Тука има многу теми кои што за жал остануваат неотворени и сметаме дека ваков тип на поддршка не само што ќе го помогне професионалното новинарство, туку ќе ги помогне и самите медиуми на начин што нема да биде селективен и нема да бидат законодавците обвинети по тоа дека ја злоупотребуваат својата положба за да ги подкупуваат медиумите. Во овој момент останува дебатата да виси, би рекол некако, и очекуваме да во наредните недели има нешто поконкретно од страна на самата влада. Но дебатата виси, но ако погледнете на набавки, вие ќе видите дека некако јавни пари одат по медиуми. Точно, тоа е една чудна околност, би рекол, бидејќи сметам дека е непринципиелно владата да се обидува да отвори некоја транспарентна и инклузивна дебата со чинителите, тука се и самите медиуми, тука се и новинарите, и издруженијата, и останати, би рекол, независни експерти во делот на медиумскиот сектор, а во исто време, пример, да имаме ситуација каде што конкретно на овој месец има 3 објавени тендери од страна на Генералниот секретаријат при владата, кои што се за спроведување на кампањи за вакцинација и за спречување на корупција, но и за испитување на мислењето на граѓаните за владени политики и нивно спроведување. Купно за овие 3 тендери ќе се одвојат некои 600.000 евра. Тука делумно има проблем, бидејќи ако се читаат самите образложенија внатре во тендерските постапки,
предвидени се и одредени кампањи на медиумите кои што практично се забранети со закон, со тој член 102, како и со одлука на влада од 2017 година. Освен ова, дури се размислува за одреден концепт или модел, дали да има фонд за медиуми или владени кампањи или јавни кампањи или нешто заедно од тие две како иницијативи. Министерството за економија пак распишува два тендера во вредност од 220.000 евра, кои што се уште чинам отворени, преку кои се обидува да најде фирми кои што ќе направат комуникацијска и медиумска стратегија, ќе бидат исплатени над 200.000 евра, а дел од тие работи што ќе бидат предвидени од тие стратегии и комуникацијски планови ќе бидат исто така рекламирани на онлайн медиумите. Тука мислам дека е вредно да се спомене дека самата влада, која што на еден начин на предизборите во 2016 година вети дека ова нема да го прави, во 2017 година во август донесе заклучок на владина седница кој според самиот текст се забранува јавни пари не само на радиодифузери, туку и на онлайн медиуми и на билборди. И малку е чудно, бидејќи овие огласи што сега ги имаме и на веб страната на е-набавки за влада и на Министерство за економија, практично ја прекршуваат овој владин заклучок и создава една ситуација каде што сега и ние сме затекнати зошто воопшто се разговара нова кога во исто време се од огласи и со тоа се прекршуваат ваши владини заклучоци. Така да, сметам дека овие огласи треба да се повлечат и да владата на еден начин, ако навистина се стои на зборот, да не ги враќа оние јавни кампањи во приватните медиуми, а ние како дел од медиумскиот сектор сме расположени да нудиме концепти и идеи кои што ќе бидат исто така во насока на добрите практики од странските држави, на начин што ќе се помогне професионалното новинарство, како и професионалните медиуми, а без при тоа да се навлезе во нивната уредувачка политика, ниту пак да се создаде некој клиентелистички круг, каде што потоа ќе бидат самите медиуми заложници на одредени влади, без разлика дали станува збор за ова или за некоја една. Да, се слушаме Секуловски, така? Да. Вие видите, ова е еден лош пример и своевремено председателот на владата, денес, тогаш како опозиционер, практично жестоко реагира токму на ова фрлање на пари, кој што го правеше претходната влада. И вие денес, како одминува времето, се не знам како е впечатокот кај вас, бидејќи видите преговори, па висат, дали тие имате впечаток дека сака да се продолжи истата пракса, бидејќи ако се погледи вака медиумскиот сектор, некако излегува баш она како во склоп на денешниот ден се е исто, само него го нема. Видите, јас мислам дека ако пример сега има некоја јавна кампања од пречување на корупција, така? Прв проблем е тоа што кој ќе го дизајнира јавниот интерес во склоп на истот. Кој ќе биде тој човек, жена, тоа тело во рамки на владата и како ние ќе бидеме сигурни дека ако воопшто постојат јавни кампањи, дека ќе биде тука јавниот интерес запазен. Во минатото имавме јавни кампањи кои што во ниеден случај не беше запазен јавниот интерес. Можеби дел од гледачите се сеќаваат на кампањите со пораките "Отвори го срцето", "Јадете здрава храна". Сега во овие најави, значи не можам да кажам нека тој наратив се користи, меѓутоа ризикот останува да и покој можеби добрата воја на владата да навистина има некои кампањи што се битни за граѓаните, да се злоупотребат истите. Бидејќи според мене кампањи за корупција или антикорупција од страна на владата малку делува нетипично. Значи во основа тука повеќе треба да има активности како да се прикаже на граѓаните дека се справува владата со корупцијата или пак нели правосудните органи, отколку да се платат пари на телевизија да прокламираат одредени механизми како истите да пријавуваат или било што. Сметам дека тука линијата е тенка која што може да се премине и штетата евентуално е голема. Секуловски, ако сакаме да бидеме директни,
зад плаштот на оно што се нарекува платено владено рекламирање, практично се крие инектирање или инфузија на приватните медиуми, онака како што тоа го правеа претходно. И веројатно затоа е дигнато скалилото и нервозата кај дел од медиумите. Практично зад плаштот на тоа треба да се финансираат, ајде, може би грубо звучи, но турски серии и така натаму, разноразни шоуа. Знаете како, ако навистина има кампања од јавен интерес, кој што се во интерес на граѓаните, пример поттикнување на средства за вакцинација, тие треба да бидат бесплатно на јавниот сервис, а приватните телевизии, секој со својот степен на општествена одговорност, треба да ги преземе и да ги емитува бесплатно. На тој начин ќе покаже дека навистина има доза на општествена одговорност. Значи, во рамките на оваа пандемија, генерално морам да кажам дека телевизиите беа коректни и ги пренесуваат тие пораки без да наплатат. Но не треба да стане се обратна пракса, да владата ги плаќа тие пари на медиумите со цел да се вршат својата работа. Особено ризикот е голем, затоа што оваа година е изборна година, имаме локални избори на есен, и да се донесе ваква одлука во сред лето, каде што се ослободува простор без да се крши закон, да се наметнуваат одредени средства преку кампањи, така наречени од јавен интерес, се остава впечаток, значи можно да се остави впечаток дека некој сака да ги подкупи медиумите, пред да настапат изборите, на тој начин да се влие преку подкупување на медиумите и на самиот изборен процес. Добро, искрено, каков е вашиот впечаток? Сака ли владата да ги подкупи медиумите? Па видете, сега јас лично мислам дека треба да се повлече ова со цел да не се остави таков впечаток. Затоа што без разлика што тие велат дека не е тоа нивната намера, ако се донесе вакво решение, посебно без доволна транспарентна дебата и вклученост на сите што се засегнати страни и во време пред избори, тогаш многу лесно може да се направи перцепција пред граѓаните дека ова е донесено со намера да се подкупат медиумите. 800.000 евро отприлика беше сумата која што ја споменавте сега, 600.000 плюс за која што е веќе дадена на набавки за кампањи или за што дел се... Значи, тоа е околу 800, над 800.000 евро стана збор за првата кампања за поврзана со туризмот, втората вакцинација и корупцијност, антикорупција. И доста добар дел од тие пари според описот во самата тендерска набавка представува и за тие фирми приватни што би ги изработувале тие планови за маркетинг, односно за комуникација. Дел од тие средства во овие области се предвидени за откупување на простор во приватните медиуми, за да се емитуваат или за да се промовираат тие одредени политики поврзани со овие три теми: туризам, вакцинација и антикорупција. Така да, сумата воопшто не треба да се потценува и исто така мора да се земе во предвид дека пазарот во нашата земја, кога станува збор за медиуми, е релативно мал. Се уште се работи на анализите од страна на регулаторот колку ќе биде за 2020 година, меѓутоа очекувањата се дека тој ќе падне под 20 милиони евра за сите приватни медиуми, радиодифузери, значи тоа се телевизија и радија во државата. А вие ако имате 150 радиодифузери, тоа се национални, локални, регионални телевизии и радија, и ако во тие 20 милиони влијаете веќе со 3,5 до 4 милиони евра за изборна програма, платена политичко рекламирање 20 дена кампањата што оди предвидена со изборен закон, и дополнително дадете уште 2, 3, 5 милиони, практично имаме ситуација каде што речиси половина од буџетот за медиумите ќе биде платен од страна на нашиот буџет. Тоа е во теорија еден ризик и потоа ние зашто разговараме за приватни медиуми во услови кога голем дел од буџетот на истите би бил платен од страна на одредени централни или локални установи. Затоа ова решение ризикува на долг план да направи штета, да го наруши и така кревкиот медиумски пазар и потоа да се потребни многу години и многу добра воја да се врати нешто во нормала. Да, јас сум тесен нека пандемијата нанесе силни штети, би рекол, на буџетите на медиумите, бидејќи лани, пример, во првиот квартал кога настана самата пандемија, едни од најсекторите што беа изложени на големи минуси си самите медиуми, бидејќи беа скратени средствата за реклами. Меѓутоа, затоа лани пак од друга страна
по наши интервенции и сугестии во голема мера и на новинарскиот синдикат, медиумите беа ставени во оние пакети на мерки за поддршка. Значи, морам да посетам дека медиумите, односно радиодифузерите, не ја платија таксата кон регулаторот, не ја платија таксата кон Агенцијата за електронски комуникации, беа ставени во пакетот мерки за финансиска поддршка, под услов да не отпуштаат вработени, тоа се новинари и медиумски работници, и затоа се очекуваше од нив да бидат општествено одговорни и оние кампањи, пример што се поврзани со пандемијата, доколку проценат дека има јавен интерес, бесплатно да ги имитуваат. Значи, медиумите веќе добија одредена поддршка од страна на централната власт, преку простување на нивните давачи кон државата и преку директни финансирања за нешто тоа нели го за оние што изразија желба. Сега, згора на тоа, да имате вие платено политичко рекламирање за време на избори и дополнително да дадете јавни кампањи, а при тоа фондот е во фаза на заговор како тој да изгледа, навистина би го оптеретил годишниот медиумски буџет за сите медиуми и тогаш имаме ситуација каде што медиумите се приватни, меѓутоа во голем процент финансирани од државата. И тоа е една апсурдна ситуација која што не смееме да се дозволиме да се случи. Така и сосема за крај, бидејќи мораме да привршуваме, споменавте во еден дел дека преговорите условно кажано висат. Владата е на ниет да си го донесе овој член 102 и она што ме интересира како реагира, обично се го спрашуваме, како реагира меѓународната заедница на ова. Да, вака, значи ние како здружение и нашите партнерски организации членски што се сме расположени да бидеме конструктивен партнер во процесот на смислување на позитивни решенија за сектора. Значи можеме да помогнеме преку нашата пракса и компаративни анализи од другите земји да се одберат најдобрите што одговараат на локалниот контекст на Северна Македонија. Странскиот фактор ја следи ситуацијата. Во моментов делот нив се расположени да исто така споделат одредени искуства, меѓутоа мора да се земе во превид една работа, дека не сме да се дозволи во било која земја, посебно не во земјите што се кандидати, што имаат статус на кандидати за ЕУ, да се преземат на готово решение од другите европски земји, затоа што на ниво на Европа не постои универзален закон за медиуми. Да, постојат директиви од страна на Европската комисија, постојат препораки од страна на Советот на Европа и од страна на глобалните организации политички како што се УНЕСКО, меѓутоа секоја земја има специфичен локален контекст кој што на еден начин и локалните организации го укажуваат и тој мора да биде земен во предвид при дизајнирање на било какво решение, особено од законски аспект. Во оваа ситуација, сакам да кажам дека освен практиките што се присутни во дел од земјите, многу внимателно и многу сериозно треба да се земе локалниот контекст. Кај нас, владините кампањи, јавните кампањи направија сериозна штета во периодот 2015-16 и веќе имаме аргументи и доказ зошто не треба да се вратат повторно на сцена. И како организација ќе се обидуваме да ја убедиме владата дека вакви решенија не само што ќе направат штета на краток рок, ќе направат и на долг рок. И затоа сметам дека оној фонд каде што ќе може да се аплицира од страна на секој заинтересиран медиум е многу подобро решение кое што освен што ќе на еден начин го награди професионалното новинарство и ги награди самите граѓани со квалитетни производи, бидејќи вака ако ви имате кампањи, а при тоа немате обврска од медиумите да креираат содржина со сериозен квалитет, како што кажат и самите ќе купуваат ефтини серии. Дали владата во овие преговори ги вклучи и другите колеги од другото здружение од МАН, кои што своевремено беа жестоки нивни критичари? Морам да кажам дека формални преговори не постојат. Од друга страна, владата најавува дека сака да биде вклучена, дека сака да биде отворена и транспарентна кон сите, предпоставката е дека и према други организации, како што и вие самите спомнавте. Така, добро. Интересно ќе биде во секој случај. Благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам на вас и имате пријатен ден. Драган Секуловски, извршен директор на Здружение на новинари на Македонија, гостин во Студио 10.